Тоа е најубавиот празник во годината, можам да кажам. Значи, рождение Христово Божиќ и Воскресение Христово, најубавите празници на православието, така да сите сме радосни кога ќе ги вапцуваме јајцата и така обичајот е пред сонце да се на Велики четврток, пошто е денот за причес и многу голем ден и затоа пред сонце да се бојадисат јајцата. Обично црвените се традиција најголема, додека сега почнавме да мешаме така и некои други, али црвеното јајце е традиција која е вечна да кажам така. Инаку обичајот е во секоја христијанска куќа, сите да вапцуваме јајца, да се радуваме на празникот и тоа е многу убав празник. Друго да ви кажам, тоа е каме. Сега гледам и младите се уклучија, ние постарите и така, ама сега почна и младите да вапцуват јајца, да одат во црква, да се дружат, така да мислам дека навистина треба да се поштува овој празник, голем празник е. Црвените, тие три, што са си редовни, црвени, са бајле, пред сонце. Овие другите, може и после, овие се со салфетки, што викате, овие се со салфетки, овие се со друга боја, а има и со ливчиња, ставаме ливчиња, па ги шараме, па некои шараат со боици, со секакви, али традицијата е црвено јајце да е. Јас обожавам црвени јајца, значи. Многу не сум по шарање, ама еве сега, ова, уклучимо се и ми у ново време, да на Фейсбук видиш нешто ово, оно, па да си промешамо, иначе црвено си е црвено. Обично на великденската трпеза тогаш постите се големи. Е сега кој пости, кој не пости, важно барем овие 3 дена су обавезно за постење, а великденската трпеза обавезно со благо, со печено мевце, со салати убави, со се. Тоа е традицијата. Тогаш оној пост што бил 6 недели, таму 7 колку е, и после сите се собираат фамилиарно да си го честитат празникот, да си каснат, да си пинат и така. Со вино, со ракија, со печено месце, јагнешко, кој какво има и така. Јас, например, еве, бев у црква на Цветници. И сега мислам пак да одам, свеќа си запалиш надвор, мислам дека не е нешто. Само пазење треба, со маска, со тие предпазливи работи да се прават, иначе не е ништо спорно, зашто да не отидеш, ипак е тој наш празник. Кој постил се причестува, ево денеска почнува причесот, и во недела, и во сабота, кој кога стигне, и така да, мислам дека ќе има посета на храмовите, мислам дека и треба да има. Ние сите сме луѓе, сите сакаме да си го одбележиме празникот, ама да бидеме предпазливи. Растојанието да го одржуваме, да носиме маски како што налага законот и вака пандемијата, тоа е сега, тоа не снајде. Многу дружење нема, ама пак фамилијари, ќе се собере човек, па макар во двор.